civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Апсолутно е предност. Немам дилема никаква, ниту јас, а ниту било кој од Министерството, а се разбира дека е државниот врв, затоа што токму во оваква ситуација во која што се најдовме сега, односно и светот се наоѓа, особено Европа се соочува, се потврдува дека одлуката која беше донесена пред неколку години да станеме земја членка на НАТО, но и со историскиот исчекор кој го направивме во 2018 година со подпишувањето на Преспанскиот договор, решавањето на билатералното прашање со Грција, што де факто беше пречка заради формалниот наш влез во НАТО, се покажа како навистина мудра и мудра инвестиција, би рекла, во еднината. Тоа што денеска живееме во земја која што е членка на НАТО, дава голема гаранција за безбедноста и на државата и институциите, но пред се на граѓаните. Дефинитивно е предност. НАТО е сепак и обврска за државата. Тежи ли тоа многу? Уме ли Македонија да се справува финансиски пред се, па и организационо? Сите обврски во НАТО доаѓаат постепено и она што е предноста во кога сте дел од таква голема организација, што ништо не се случува, ниту една обврска што е дадена не се наметнува преку ног. И тоа значи дека институцијата, во случајов Министерството за одбрана, но и другите институции кои се дел од системот практично на НАТО, се имаат можност да се подготват навремено и со стратешки документи, и со планирање, и со буџетирање, и со распределба на човечки ресурси, да се подготват соодветно навремено да одговорат на таа обврска. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.